Со свечено кревање на фестивалското знаме започна 32-то издание на фестивалот за забавна музика Макфест 2017. Оваа година за фестивалот беа подготвени 30 номери, но ќе се изведат 29 композиции поради болест, нема да настапи Симона Поповска. Вечерва на првата фестивалска вечер од Макфест 2017 ќе бидат изведени 14 композиции. Одма да се пофалиме дека ни стигнаат CD-ата, дека се готови, тоа значи дека сме скроз готови, дека добро сме си одработиле работата и оваа година како и секоја. На време имаме CD, на време имаме бина готова, на време ни е прес-центарот готов, сите се дојдени учесници што треба да учествуваат вечер, освен една, Симона Поповска, за жал не може да дојде, затоа што е болно, едноставно. Димитар Атанасовски е задолжен за водителскиот дел на Макфест 2017. Огромна чест и задоволство е да се биде дел од една ваква долгогодишна манифестација, која што е една од најголемите и најдолгите музички традиции во нашата земја. 32 година поред, мене трета година не поред на сцената на Макфест. Задоволство ќе биде да се дружиме оваа година со сите музичари кои што ќе настапуваат. И овој пат Валентино Скендеровски е дел од продуцискиот ангажман на Макфест. Целта ни беше да имаме тонски запис, да имаме двоен албум пред да се одржи фестивалот, за да можат сите медиуми да веднаш по изведувањето на секоја композиција да можат да емитуваат, да можат учесници да си учествуваат по разни емисии, да оди на радија, да се снимаат спотови и така натаму. Фестивалов годинава содржи различни композиции со многу различни стилови, каде што секој ќе може да си одбере она што му се допаѓа. Макфест има и интернационална нота, 6 композиции ќе бидат изведени од странски учесници. Нема да имаме во финале 20 композиции, туку 18 композиции. Токму заради фактот дека Симона нема да настапи и затоа во полуфиналните вечери, од полуфиналните вечери, во финале ќе одат по 9 композиции. Од двете вечери 18 композиции. Вечерва во дует на Макфест своја изведба имаат Зоран Илиев и Анабела. На моје огромно задоволство, еве јавно да и се благодарам на Анабела што прифати да биде дел од овој наш заеднички дует. Буквално со еден збор ја пратив песната да ја слушне преку наш заеднички пријател. Испратив песната да ја слушне, таа нормално и се свигаше и се допадна песната и прифати да пее заедно со мене. Први пут учествувам на фестивалу Македонија и многу ми е драго с обзиром да сам овде. Прв пат учествувам на фестивалот, иако сум често во Македонија. Имав голема желба да пеам на македонски. Се надевам дека се снајдов и немојте да ми замерите ако сепак некаде погрешам. На Макфест Сара Мејс оваа година учествува со своја композиција насловена како Трепет. Утре ќе ја изведе Тања Ви. Годинава на моје огромно задоволство песната ќе испее Тања Би. Тоа е оваа убава девојка тука од мене, од мојата лева страна. Песната, џабе ќе ви зборувам за песната, треба да ја слушнете и сами да одлучите дали ви се допаѓа или не. Мислам дека ќе ви се допадне. Аранжманот го напиша Дамир и Мери, музиката и текстот се мои. Тања ќе даде се од себе за да остави една уникатна, своја и единствена интерпретација. Настапуваме утре, односно Тања, 7 поред, така што дечки гласете за Тања, песната се вика Трепет и тоа, уживајте. Подготвена сум и искрено ми е многу чест и задоволство што ќе представувам песната, значи што е автор Сара Мејс и Дамир и Мери. И возбудена сум бидејќи ова за мене е прво искуство на Макфест. Морам да кажам дека сепак имам позитивна трема. Утре ќе биде, значи, поинаква атмосферата, бидејќи утре за мене ќе биде вечерта кога ќе настапувам. Но стискајте палци, гласете за број 7. Макфест 2017 директно ќе го пренесува Македонската радио телевизија. Сите 3 вечери почнуваат во 20 часот и 30 минути.